Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Денеска на 5 мај го одбележуваме денот на македонскиот јазик, ден со посебна тежина, бидејќи се навршуваат 80 години од неговата кодификација. Овој датум не е само дел од нашата културна историја, туку и потсетник на одговорноста што имаме кон јазикот што не дефинира. Но дали сме достојни чувари на македонскиот јазик? Законот за неговата употреба постои, но инспекторатот за јазикот се уште не функционира. Во секојдневието владеат јазични грешки, рамнодушност кон стандардот и слободно мешање на странски зборови. Јазикот го земаме здраво за готово, а всушност дали е безбеден од нас самите. Грешките во институциите остануваат неказнети. На мејкап, фала и закаснив им простуваме. А за јазичен идентитет ретко кој прашува што точно значи. Затоа време е да го отвориме речникот. Да, македонскиот. Ако дозволиме јазикот да се губи, не смееме да бидеме изненадени кога ќе ни кажат дека не се разбира што зборуваме. Или уште полошо, дека не си го знаеме јазикот. Заштитата на јазикот не значи само да го славиме на 5 мај, туку да го користиме, негуваме и развиваме. На училиште, во администрацијата, во медиумите, семејството, на улица и најмногу дома. 5 мај, македонскиот јазик има свој ден, но дали има и иднина? Дали доволно се грижиме за македонскиот јазик? Ова се денешните прашања на црвена линија, но кога сме кај прашањата, задолжително заследете не и на Инстаграм. Бидете активни и учествувате во денешната анкета. На Инстаграм стори на профилите на Црвена линија и на Телма телевизија ве прашуваме дали во училиштата доволно не учат да го цениме и правилно користиме јазикот. Како што гледате, имате две опции за одговор, две полиња, да и не кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и ќе ги соопштиме конкретно во издание резултатите од денешната Инстаграм анкета. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Нина Стефанова, а потоа ја почнуваме дискусијата со вас. Секој од нас во оваа свечена сала израснал со слободата да зборува и да твори на македонски јазик. Слобода за каква што нашите предци можеле само да сонуваат. Сепак денес, 80 години по кодификацијата, македонскиот јазик повторно се соочува со предизвици, забележа председателката Силјановска Давкова. Многу поопасно од надворешните негирања представува внатрешната негрижа за јазикот, што добива димензии на незапирлива епидемија. Сведоци сме за намалување на значењето на службената употреба на македонскиот јазик во државата. Во право беше Петре М. Андреевски кога предупреди дека јазикот може да биде загрозен и од неговите говорители, потенцирајќи дека независно дали тоа се прави од незнаење или од негрижа, предавството на јазикот е предавство и на сопствените родители и на сопствените деца. Загрижувачки е фактот дека во изминативе 15 години дел од долгорочните проекти во Институтот за македонски јазик се завршени, додека дел се уште траат, но не се финансираат. Вели Груевска Мачовска. Бидејќи некои важни нешта денес како да се подзаборавени, а македонскиот јазик е соочен со нови предизвици, апелирам што поскоро да се донесе национална стратегија за македонскиот јазик, со што тој ќе продолжи да се надградува, ќе го зачува својот статус на државен јазик во Република Македонија, ќе ги следи новите барања на неговите говорители и повеќе ќе се афирмира во странство. Во моментов е потребна јасна стратегија и соодветен пристап за да можеме во целост да говориме за грижата за македонскиот јазик. Но кои се предизвиците со кои се соочуваат научниците денес? Македонскиот јазик е единствен јазик од словенскиот свет што нема свој корпус. Нема етимолошки речник и затоа сега интензивно се работи и очекуваме до крајот на оваа година првиот том да излезе. Меѓутоа истовремено немаме и корпус на македонскиот јазик а со оглед на тоа што дигитализацијата на картотеките на македонскиот јазик е завршена пред неколку години, ние сме подготвени
да можеме да влеземе во проект наречен Корпус на македонскиот јазик. Главниот предизвик со кој што во моментов се соочува е голем наплив на англизми. Тоа е вака што прво се гледа, со кое што ние тешко можеме да се справиме за тоа што тие влегуваат на дневно ниво во огромен број, дури еве зборувавме дека не можеме ниту да ги попишеме, да видиме со колкав број на англизми станува збор, и тука и не завршува работата, туку англискиот почнува да влијае за жал и врз структурата на јазикот. Тоа е многу поопасно отколку овие површинскиве лексеми што влегуваат, тие на крајот од криштата можат и да се заменат. Во ова време на брзи промени, грижата за македонскиот јазик станува чин на современ патриотизам, забележа министерот Љутков. Почитувани, време е да ве слушнеме вас. За да ги слушнеме вашите мислења и одговори, доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02-307-005. Особено потенцирам на самиот почеток, всушност го повторуваме постојано ова правило, по вртењето на нашиот број имајте во предвид веднаш и целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Црвена линија денес ве прашува дали доволно се грижиме и го негуваме македонскиот јазик. Македонскиот јазик има свој ден, тоа е 5 мај, но дали има и иднина. Добар ден, ако имаме и гледач, значи ве подсетувам активно учество со вртење на телефонскиот број 02-307-005. Особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучат во контактната емисија Црвена линија, задолжително намалете го и тонот на ТВ приемникот. Се од проста причина, за да можеме добро да се слушнеме, за да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас и секако да веднаш биде повеќе од јасно дека сте вклучени и одите во живо. Јас сум подготвена, верувам и вие, па да слушнеме кои ќе бидат вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Па дали ве доволно се грижиме и го негуваме македонскиот јазик според вас? Не се грижиме доволно. Најпрвен, погледнете ги вестите денешни сега после вас. Колку пати ќе се чуе изразот ланец на маркети. Ако еден од политичарите употреби ланец на маркети, и сега сите по него повторуваме. Прекрасни зборови имаме. Продавници. Нажалост, врвните политичари и по нив имитаторите цело време маркети, па маркети, ланец на маркети. Или паркот Жена Борец. Е званичното име парк Жена Борец. Срамота е да ја викаме Жена парк и секој да викаме по неја газа и плука. Толку ли се грижиме за јазикот? Поминете по Партизанска, погледнете ги наоколу од фирмите, на продавниците, на предпријатијата. Повеќе од половина се на англиски и на македонски. Кофи, Мики. Ремола, на што тоа личи. Ние не се грижиме за јазикот, не да сакаме некој друг да се грижи. Излегувам од кожа кој ќе чуе баш нимава денеска на вестите колку пати употребуваат тој израз. Ланец на маркети, па ланец на маркети. Луѓе мои, ланец на маркети се странски зборови. Србизми, англиканизми и така натаму, и така натаму. Благодарам за одговорите во Црвена линија. Со вас и ја започнуваме дискусијата. Секако топло препорачуваме да останете со нас, бидејќи допрва ќе следуваат вклучување и секако нови одговори. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. И на вас убав ден. Јас мислам дека не се грижиме доволно за македонскиот јазик. Доволно не се грижиме за македонскиот јазик од 1991 година. Затоа што се уведени многу зборови од странство. Младите повеќе зборат англиски него што го знаат својот собствен јазик, македонскиот јазик. Тие послабо го употребуваат во комуникацијата едни со други. Употребуваат многу странски зборови кои не се разбирливи за постарите луѓе. Тие употребуваат англиски зборови, други странски јазици и не се грижат воопшто за македонскиот јазик. И самата катедра на македонскиот јазик полека пропаѓа. Значи во иднина македонскиот јазик полека ќе исчезнува заедно
со оваа држава. Значи, треба да се посвете посебно внимание на македонскиот јазик и да се отвори група на филозофскиот факултет посебно за македонски јазик. И другите националности се имаат своји групи, а македонскиот јазик, неговата група посебно на филозофскиот факултет постепено исчезнува. Дали тројца или четворица студенти студираат на филозофскиот факултет на македонскиот јазик на групата. Значи, општо земано, македонскиот јазик полека исчезнува. Ке подсетам, бидете внимателни во однос на тајмерот. 90 секунди се предвидени за секое едно јавување. Добре додени сте сите, доколку сакате повторно вклучување во црвена линија за нови 90 секунди. Затоа и го објавуваме на екраните, за да можете се разбира да внимавате, за да нели успеете се да нели одговорите и кажете во тие 90 секунди. Така да внимателно со тајмерот. Јас ке ве подсетам во продолжение, пред да продолжиме со вклучување, дека активно учество во црвена линија можете да земете и преку пишување, коментари и споделувања, особено на социјалната мрежа Facebook. Доволно е да го заследите профилот на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде редовно паралелно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, па преку коментари секако давајте ги одговорите на денешните прашања. Ке ги читаме меѓу вклучување гледачи. А сега продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Така, дали еве сметате дека доволно се грижиме и го негуваме македонскиот јазик? Самиот академикот ќе каже корпус. Зарем тоа не е латинизам? Тео не учи да рачуне корпус на число. Значи, сами ја стигнали англики, тоа треба да кажем. Дали сте се уште на линија? Сум на линија. Па еве, според вас, како можеме да го сочуваме и негуваме правилно македонскиот јазик? Од каде треба да се почне? Од мало да зборувам македонскиот јазик. Еве, сметате ли дека во училиштата доволно не учат да го цениме и правилно говориме македонски јазик? Се разбира. Сега зборуваме за турцизми, англисаксонски зборови. Корпус, значи латинизам. Целиот пола јазик англиски е латински, разбираш. Имате се уште време. Имате ли нешто да додадете или? Но тоа се да го кажам, разбираш. Ви разбираме. Ако сме стружни, да биме стварно стружни. Вистински случај. Благодарам за учеството и за вашите одговори во ова денешно издание на Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас. Тука и ќе посетам секако и во однос на говорот кој што го користиме, се разбира Црвена линија. Етички има едно мощно, важно правило. А тоа значи да се внимава на употребата на зборовите. Тоа значи да не се користат погрдни зборови, пцолстија, а секако не и говор кој што алудира на насилство и омрса, за да не се вклучи автоматски Црвената линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Фала. Видите, некако не се сложам да го негуваме јазик. Јас сум од еден од централниот дел во Македонија. Живам у Скопје долго време. Еве, прво да ви кажам сега у најавата, у темата, корпус. Вратете напред, назад, па да ми објасни таа што збореше што е корпус во македонскиот јазик. Втора работа, ова тема не сум знаел дека ќе се постави, не прибележи, вратете назад. Мислам дека беше сега за штрајкот на 1. мај, председателката наша
спомена збор, не можам да се сетам. Да ми го објасни на македонски што значи тој збор, ако можете да вратите. Сега, во Скопје, ќе излагаме или ќе излегуваме? Ќе искачаме или ќе излеземе? Тоа е едно, што јас сум приметил, тоа се многу работа. Ако се отидем на Теструвик, Штип, 50% бугарски. Зборови, не дијалект. Дијалектот е едно. А зборови имаме многу бугарски. И тука ние губиме нешто. А учиме у школа едно. И тоа сакам да кажам, толку од мене времето иде. Поздрав. Благодарам и за предвиденото време кое што секако го искористивте да дадете одговори на денешните прашања на Црвена линија. Пристигаат и многу коментари, драго ни е. Затоа продолжете да пишувате. Наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите од Facebook. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па како прво и вие некако грешите тука. Не се англизми. Јас не знам кој ги измисли. Ова е нов израз. Англицизми. Оти не се ни гермизми. Неко се германизми. И така, тука е, барем, тука да бидеме начисто. Иначе јазикот ни е добар. Тоа што мораме да употребиме некои работи, кои што, па ние доскоро оравме со волови, бе. Ние сме назад од веков, во споредба со западните држави. Тие, еве се, дигитализација секаде. Се е во ред, се. Како ќе го преведиме дигитализација? Не е наш збор. Меѓутоа, ние знаеме што е таа работа. Тука е цела работа. Значи, ние мораме да ги употребуваме ти Инстаграм. Шо, неаме збор за Инстаграм? Па да беше Блаже Конески, ќе го измислеше зборот за Инстаграм. Ама го неаме Блаже Конески. Значи, имаме многу работи кои што едноставно не можеме да ги превртиме инаку на наш на македонски јазик. Едноставно мораме да ги употребуваме онака како што ни идат од странство, како што се употребуваат во цел свет, глобален свет. Благодарам за одговорите. Го цениме тоа што го споделивте вашето мислење и одговори на нашите прашања. А сега се префрламе онаму каде што Црвена линија ја објави темата. Заследете не на Facebook, профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија паралелно е објавена темата. Македонскиот јазик има ден, но дали има иднина? Дали доволно се грижиме за македонскиот јазик? Андоновска Лилјана го напиша следното. Македонскиот јазик има многу убави зборови, но за жал повеќе се употребуваат навредливи и странски зборови. Нема веќе лектори, секој стана новинар. Нека ни е честит денот и да се трудиме што поправилно да говориме. Но да искористам приликата и да ве замолам за една актуелна тема. Ме интересира зошто градот ни е запуштен. Депонија на сите страни, трева неискосена, детските игралишта нефункционални. Ве молам, побарајте одговори и од град Скопје и од општините. Ние секако ќе ви се заблагодариме пред се господја Лилјана за активното учество во оваа денешна тема. И топло препорачуваме да ги погледнете и денешните вести на Телма телевизија, каде што токму се обработи и ова проблематика со која што се соочува градот. Продолжуваме совес на дневен ред на Црвена линија. Денес се две прашања до вас, а тоа дали македонскиот јазик има ден, но дали според вас има иднина и дали доволно се грижиме и го негуваме јазикот. Добар ден. Да, ве молам, намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се слушаме Црвена линија? Да. Добар ден. Дали е добро во ред? Да, доволно е да се намали тонот на телевизорот. Дали го сторивме тоа? Да, го сторивме. Да, ве слушаме, добре ни дојдовте во Црвена линија. Па дали доволно се грижиме и
го негуваме јазикот? Јас, моето мислење, ќе си го кажам, дека недоволно се грижиме. Ве слушаме, продолжете. Значи, јас мислам дека не се грижиме доволно, гледајќи ги, например, сите телевизии. Ретко телевизиите го зборат чистиот македонски јазик. Друго, ајде еве еден пример да поминеме низ Скопје. Да видиме колку фирми се напишани на македонски јазик. Јас гарантирам дека 9 до 10% се напишани. Другите се напишани на латиница и на англиски јазик. Значи, тоа не е во ред. Друго, има многу неправилности, уште бидејќи имам ја внука, што е трето оделение, и гледам како комуницираат меѓу себе. Значи, повеќе више почињаат од трето оделение, четврто оделение да комуницираат на англиски јазик. И тоа е многу жалосно. Еве, дали сте добиле одговор од внуката зошто го прават тоа? Па повеќе зборови знаат на англиски од него или на македонски. Така. Големо благодарам за учеството во Црвена линија. Останете секако со нас, продолжуваме со вклучување и една многу важна напомена, повторно ќе повториме. Внимавајте на тоа по вклучувањето во Црвена линија целосно и веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Секако еве и топло препорачуваме да не се исклучувате, но еве ќе искористиме уште еднаш можноста да ве потсетиме особено до оние кои што за прв пат ќе се вклучат во контактната емисија Црвена линија, ве молам намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Еве пред малку имавме можност да видиме како изгледа доколку тоа не го сториме, што значи ќе имате чувство дека некој друг зборува, нема добро да се слушнеме и секако ќе се потрошат секундите кои што се предвидени токму да ве слушнеме вас. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе, господине Тале. Дали доволно се грижиме за јазикот и го негуваме? Бог на помош по молитвите на великиот маченик Георги Победоносец. Вечервава и утре го славиме. Честити имиња, честити слави на оние кои слават. За мене македонскиот наш јазик е светост, светиња. Сега дека толку си го сакам нашиот македонски јазик и Македонија, некој ме мразат. То ти е чудно. Затоа толку се респектира македонски јазик. Кој ако си патриот, македонец за Македонија, за македонски јазик, те мразат во Македонија. Некои, не сите, велам. Сега, каква е еднината? Има еднина, оти нашиот јазик е свет јазик. Реков дека Светите Кирил и Методи се негови презентери, Свети Климент и Наум, Свето писмо Кирилица. Во Русија, во Украина има споменици на Свети Кирил и Методи. Но за жал, дел македонци искомплексирани или па чипирани си го мразат својот јазик. Не пеат македонски песни. Каде да појдиш? По продавници сам послуги, било каде, само некои XU радија се слушаат, каде нема ниту една македонска песна. И тие си речи моти вака, ами музиката нема граници. Ами оти има граници за македонска музика на македонски јазик во Македонија, тогаш не знаат, без гласе. Тоа ти е комплекс еј. Албанци да зборувале на македонски, да почитувале се македонска, мовие, че мразат македонска музика, македонски јазик, македонска кирилица. Благодарам за одговорите. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, но и ве охрабрувам доколку и не успеете да се вклучите во живо во Црвена линија. Вашите одговори можете да ги дадете преку пишување коментари токму на Фејсбук. Добар ден. Хало, добар ден. Убав ден. Доволно ли го негуваме сопствениот јазик? Сопствениот јазик дали го почитуваме? Се слушаме? Да, ве слушаме. Ај вака да почнам јас. Ај да го заборавиме што било вчера, да видиме што е денеска. Како можат да зборуваат македонски јазик, македонска држава, кога не постои то више. Дека сме северни граѓани, северен јазик.
толку луѓе нема свет што ни се случуваат. Ни порача овие јужниве долу вика не смеете да се мешате, сиот идентитет македонски е наш. Ние го поседуваме македонщината. Ни забрани во Европа пред некој ден ние да се служиме со македонски збор, дека имаме македонски нарави било што таму. Дали разбираат тоа? Од една страна све дават, нечиме јазик, не зборуваме македонски, од друга страна барат ние јазикот си го сакаме, би ти може сакаш цел свет, ама не ти го даваат. Еве што ти прат, тие ветото грците го спремиле, под Б, под А, овие се бугари и сега тие ќе дојдат. Не се свесни кај сапат овие што се на власт. Што прават? Според вас еве дали во училиштата доволно не учат да го цениме и правилно користиме јазикот? Не учат правилно и Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување. Но истовремено и ве охрабрувам повторно да го завртите нашиот број 02307-005 за дополнителни нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, дали доволно се грижиме, дали го негуваме јазикот? Па го негуваме јазикот, колку толку, но треба повеќе македонски емисии, македонски шоу програми, значи на времето како што правеа вашите 5 минути со Драган Вучич и такви, значи да по примерот на Србија само со македонски изведувачи и изгора на тоа да има повеќе лектори, значи во институциите, во телевизиите, во не знам, во образовните установи, средни и основни училишта, уште од градинките да се говори литературно, затоа што со србизми, со англицизми се уништува постепено македонскиот јазик. А така ќе се сочува со овие, значи ако има повеќе македонска продукција, повеќе македонски цртани филмови за децата синхронизирани, значи да учат од мали нозе, а не српски, немам ништо против српските, но за да се сочува македонскиот јазик. Но и пак ќе напоменам, на темата разговарав само 2 секунди. И така денеска има през во влада за паравари, за политичкиве теми. Дали може од информативна редакција вашиве новинари само да го прашат до каде е со Ало докторе? Бидејќи кога беше телетонот во Канал 5, кажа таравари од мај месец ќе се пушти. Еве го мај месец денес 5 и нема ништо. Благодарам, го цениме тоа што дадовте одговори на денешните прашања на Црвена линија. Секако благодарам и за тоа што го споделивте со нашите гледачи. Сега ќе ве префрлам повторно на Facebook со причина нели за да прочитаме коментар. Станува збор за коментарот на госпоѓа Фросина Манева. Напиша: еве и вие колку сте писмени, од секакви телевизии и квази новинари, за жал ќе го изгубиме македонскиот јазик. Се надевам ќе пронајдете грешката. Поздрав! Грешката на која што се укажува според Фросина е зборот англизам. Но веднаш и ќе ве префрлам на дигиталниот речник на македонскиот јазик, каде што постои целосно толкување на зборот англизам. Вид збор, именка од машки род, збор или израз позаимен од англискиот јазик. Англиски, англицизам. Употреба, лингвистика, примери, дидактиката по германски јазик како странски јазик интензивно се занимава со изучување на англизмите во стандардниот германски јазик. Благодарам, цениме што сте активни и секако што нели пишувате коментари во однос на денешните прашања на Црвена линија. Продолжуваме понатаму секако со вас прашањето дали сметате дека доволно се грижиме и го негуваме македонскиот јазик. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Ве слушаме, повелете. Ајде, среќен празник нека е македонскиот јазик. Ало? Да, продолжете. Па, кој ни го даде македонскиот јазик? Кој го призна што го критикува тој еден од Прилеп? Па Тито, те вика 45-та година го призна македонски јазик. Па 80 години дали некој ни го зема јазикот? Никој не го зема.
А дали ќе изумре? Па како што младите бегаат, како што одат во стразу, кој ќе доаѓа тука и што нас повозрастните ќе научат ние по нивниот јазик таму да збориме. Никој не ни го зима јазикот. Има поважни теми, поважни работи што Македонија тишти. Еве за јазикот. Пред некоја година како Милошевски го нарече Блаже Коневски ѓуѓето. Па значи тие самите не се признаваат. Ова од Муртино како му рече на Борисов, исти народ, исти јазик. Па самите тие не го почитуваат. Што ние обичните луѓе? Никој не ни го зема јазикот. Една тема, гледам сите телевизии оваа тема. Една тема да направите, пак ќе речам. Името да се врати, тој пред мене од Крушево, ние сме северно македонци или македонци. Тука е проблемот. Една тема, нон-стоп, ако треба 5 дена, 5 недели, името да направат некако да се врати. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, бидете поздравени вие и пред се благодарам што дадовте одговори на денешната тема на Црвена линија. Ве подсетувам, денес е 5 мај, кога го одбележуваме денот на македонскиот јазик. Денес токму од тие причини Црвена линија прашува дали доволно се грижиме и го негуваме македонскиот јазик. Добар ден. Здраво. Здраво. Повелете, ве слушаме. Види, ние како министер премиер по образование имаме пробугарски ориентирана министерка. Значи јавно декларирана. Уште од времето на поранешниот премиер Љупшо Георгиевски, каде што тој лично се декларира за бугар. Па добро е што воопшто обстојува македонскиот јазик се уште при волку напади, да речем, имаме напади од страна на браќа Рамковни, каде што ти наметнуваат двојазичност, ти става ситуација каде што ти мораш да го читаш нивниот јазик и сите тие работи. И пак ние преживуваме. Изјаме оноа книга на што беше Пиреј, после изгледа држи муабетот. Ние сме бетер од Пиреј или србине што викаат Коров. Значи ние ќе издржиме спеите овие напрегања, нарочито благословени од страна на Западот, бидејќи сите овие работи што ни се случуваат, за губење на нашиот македонски јазик, за лингвистиката македонска, се заслужи тие исти западњаци кои на секој начин гледаат атер за нашите јужни елада комшии, да го сотрат овој јазик тука и со тоа ние да станеме или да збориме на овој ранковниот јазик нивни, или да бидеме бугари, или срби, или било што. Ајде, поздрав. Благодарам многу и вам за учеството и секако за одговорите. Продолжуваме со вас. Да видиме какви одговори ќе дадете на прашањето дали сметате дека доволно се грижиме и го негуваме македонскиот јазик. Добар ден. Тина, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до тебе и екипата и гледачите. Големо благодарам. Јас ќе го кажам следново како Насов Висаки, припадник на албанската заедница во Македонија. Внимавајте како зборува македонски јазик. Ќе пропорачам да одржате специјални курсеви по македонски јазик кај сите, буквално кај сите македонци по работничките универзитети што се по градовите, убаво да го научат македонскиот јазик. А не да става тука дешава, прошло, не знам што, ово, и тоа се прљава работа со македонскиот јазик. Убаво да го научат и да биде Македонија примерна. А за дечињава, идниот јазик ќе најверојатно ќе биде и кај нас албанчињава, англискиот јазик ќе биде. Мајчин јазик или државен јазик ќе биде најверојатно англискиот јазик. Дали во училиштата доволно според вас не учат да го цениме и правилно користиме македонски? Не е доволно, туку воопште не настојуват да го тоа добро го совладат децата македонскиот јазик или албанскиот јазик. Воопште не се грижат. Затоа велам, идите влади што ќе бидат онова да посветат
посебно внимание за ова. Благодарам за учеството и секако за одговорите во црвена линија. Продолжуваме со коментарите, продолжете и да пишувате. Секако напоредно со вклучувањето на гледачите во живо ќе продолжиме и со читањето на коментарите. Овој пат продолжуваме со коментарот на Тихи Дон. Еве што напиша. Карактеристика на една држава и народ е јазикот и културата. Не се грижиме доволно за јазикот, ниту го цениме. Народ без јазик и култура е никој и ништо. Благодарам и вам, Тихи Дон, за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Еден да рече, зошто не се пеат македонски песни? Ја викам, едно што не се пеат македонски песни, но ќе се забрани да плачат на македонски јазик. И тоа ќе го забранат, плачењето. Што се однесува над писјеве низ градов, тоа е, што да ви кажам, све на македонски чисто пишано со големи букви. Западна Македонија, све на македонски напишано. Ние сме држава Македонија. Има кој да не води, да не руководи, се под конец. Ете, тоа е тие што го знаат многу јазикот, што не подкусуруваат, што не уништуваат. Тие тоа го прават. Абе, држава сум горе кормилото ќе наредам чистка се да биде наместено како излог. Читам во општина Струга, комуна Струга пишано тамо, а општина Струга е едночоше ситни букви, не се ни читат. Луѓето како луѓе, прво воспитани, да знаат како се живее во држава и да ја сакаат државата. Не да тежнат на радикални работи, радикализм. Автобусите прво нека влезат да видат кој не плаќа билети. И што сакаме понатака? Држава? Нека влеза во градски сообраќај. Да ви... Благодарам за учеството. Останете со нас. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Па вака, дали македонскиот јазик има ден и дали има иднина. Јазикот наш е многу убав, многу драг, многу мил, но ќе има ден само кога нашите политичари ќе донесат закон, како веќе е службен јазик македонскиот јазик. Тогаш треба сите надписи на школи, на фирми, на установи, ама апсолутно да бидат напишани на чист македонски јазик со кирилично писмо. Ако сака некој да напише додаток, нека стави со ситни букви испод тоа. Тоа да биде закон. Секој еден кој што нема да го почитува, ќе биде казнет со 5000 евра, значи затоа што не ја напишала фирмата онака како што налага законот, уставот на државата. Ако значи во рок, определен рок, не го промени значи надписот, онака како што треба, наредната казна ќе му биде 50.000 евра. Тој ќе помисли дали ќе го напиши на македонски или ќе го се на енглески, албански или српски или не знам како јазик. Се додека не се промени тоа и тоа ќе нема да се веат изнамиња на Западна Македонија, пријатели ми викат, дали е таму во албанско, вика, што гледаме... Дали во училиштата доволно не учат да го цениме и правилно користиме јазик? Никој не ги слуша учителите, никој не ги слуша наставниците, ама апсолутно да не знаеме, во училиштата има таму само манекени. Благодарам, драго ни е што ви имавме во црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме и со коментари. Продолжете да пишувате. Драго ни е дека пристигаат нови и нови. Продолжуваме со коментарот на Цветанка Стојановска. Еве што напиша. Да може да воскресне Блаже Конески, да види и слушне колку странски зборови се користат во нашиот говор. Сигурно ќе се запреша дали е во Македонија или залутал во некоја се уште неоткриена држава. Одамна не сум слушнала реклама на македонски јазик или прочитала на кирилица. Не сме свесни дали од незнање, дали од помодарство, на пат сме да си го изгубиме идентитетот и темелот. Да се грижиме, да си го негуваме и користиме нашиот македонски јазик и кириличното писмо.
во сите сфери за да обстоиме и како народ и како држава. Поздрав Тина, поздрав и до вас, господја Цветанкала. Благодарам за коментарот. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Што се однесува до прашањето дали се грижиме за македонскиот јазик, мислам дека воопшто не се грижиме и тоа на сите нивоа. Почнувајќи од тоа дека и во самите во телевизиските куки често се користи да почнеме да кажеме терминот бенд, за кој што не имаме убав израз, група. Значи ве молам почнете од тука. Понатаму многу често на рекламните табли, односно билборди, гледаме англиски зборови кои што се ставени, да речеме именка од англискиот јазик, форматирана во глагол на македонскиот јазик, во одредена лична форма. Особено бодеше очи пред 2 години на почеток на училишната година, имаше на повеќе табли, ве молам за детски фестивал, поточиња, Back to School. Дали имаше потреба да стои Back to School или ви звучи поубаво од повторно на училиште, или се враќаме на училиште. Понатаму често гледаме геймаш, геймање, тоа е доаѓа од англискиот збор game, па ставено во лична форма, или како геймаш, ти дали играш. Тоа се многу често го гледаме, допуштено, очигледно од повеќе инстанци би апелирала да сето тоа биде коригирано. Дали подобро име на децата, дали поубаво им звучат странските зборови на англиски јазик од нашите македонски. Ние за речиси секој збор кој што е веќе одомаќен за жал, гледаме имаме Eastgate Mall, па имаме. Благодарам за одговорите и учеството во црвена линија, а времето ни наложува секако да ги соопштиме резултатите од денешната анкета која што се одвиваше на Инстаграм. Еве како одговорија оние кои што не следат таму. На прашањето дали во училиштата доволно не учат да го цениме и правилно користиме јазикот, со да одговорија 18%, со не 82%. Благодарам за активното учество. Одиме со реклами, останете се уште со нас, а потоа се гледаме повторно во студио. Почитувани, тука ќе ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, но и ќе ве подсетам дека имате доволна причина да останете и понатаму со Телма. Со оглед на тоа што и преку коментарите во денешното издание имаше побарување, нели, да проговориме за депониите на сите страни, за затрупаноста со отпад, секако продолжете, бидејќи останете со Телма, бидејќи следува да се кажеме со Горан Петревски и ќе зборуваат секако за светлата точка во однос на оваа проблематика, а тоа се акциите, како што е онаа која што следува Генералка викенд.